Изключително ценен успех за Спартак Варна. Как обаче дойде победата през погледа на Гьоко Хаджиевски, разбираме сега. Господин Хаджиевски, ако погледнем създадените голови ситуации, положенията пред двете врати, може би заслужена победа за вашия отбор, но как вие видяхте срещата и колко сложно дойде тази победа? Прво, да не почвам со еуфоријата која стана на крајот на мачот и да почнам да говорам за ова на крајот што стана всичко. Влеговме под притисок, нормално оптеретување, зашто мачот премногу важен беше за нас. Монтана, всичките мачеви во овој вториот дел каде променија 5-6 играчи, ги губат со 1-0 или 0-0 или 2-1. Значи, многу се заштитава добро и нас не липсваше малку побрза игра во пасот, во средината и по-изработени голови положенија. Тоа не беше добро во првото полувреме, искав да се промени во второто полувреме. Вапреки тоа, че имавме, мислам, подобри положенија. Всушност, не знам дали 1-2 шута може да имаше Монтана, ние горе-долу контролиравме мачот. Всичко се обрка след црвениот картон. Значи, не знам како феномен е овој. Јас, ако знаете дека всичките овие деца се толку примерни, мирни, никој од нив немаме проблем некој да е, како да кажам, да си търси самиот. Поготово Тајсон кој е еден од најмирните, но провокацијата од противничкиот играч мораше да истрпи. Грешка е, што врати. Грешка е. И после стана навистина проблем сега. Дали да се заштитаваме со играч помалце или да нападаме. Јас оставив да играме така. 3 нападатели со човек помалку. Понекогаш има Господ, гледа трудот кој го имаме, маките кои ги имаме цело ова време и може да ме не награди со една Божја помош да го вкараме овој гол, да победиме, да ги земеме 3 точки, да тргнеме од прештите, да тргнеме притисокот колку мача немаме биено. Тоа е, ако знаеме дека правиме нов тим, дека 10 замина, 12 дојда, во 2-3 мача трудно се прави нов состав. И сега ти играш со Черноморе, со Локо Софија, со Локо Пловдив, со Арда, тешки мачеви, и играш со 10 човека, не можеш ти да имаш победа тогаш. И затоа толку трудна стана цела работа, но се надевам дека во наредниот период сега ќе се стабилизираме. Казахте за това напрежение, което е паднало от плещите ви. След тази победа може ли да очакваме по-спокойно представяне и по-добро, разбира се, в следващите седмици? Па да ви кажам, значи, мене ми липсва да подолго време аз можам, моите инструкции, мојата организација не игра во фаза на заштита, то добро во всичките мачеви оди добро. Добро затвараме ние. Брза реакцијата. Трсе секогаш колку побрзо може. Не искам врштање топка назад на заштитата на вратарот, на тие работи. Искам брзо да се приливаме во транзиција во напад. Сега тој последниот пас многу пати е погрешен. Многу пати тука грешиме во всичките овие мачи и можевме да вкараме голови ако не го погрешиме тоа. Или комуникацијата помеѓу играчи кои се нови. Но од мач на мач и имавме уште еден проблем. Јас не сум видел таква зима, поготово тука. Ние немавме терен, не можевме технички тренировки да направиме. Ние трчавме, се спремаме физички, а не можеш да направиш комбинации кои треба да ги правиш по време на мачот. Терен нема, на искуствено работиме понекогаш. И тие се проблемите зошто не функционираме во тој предниот дел подобро. Благодарности още веднъж и късмет.